Од викендов на двонеделна рехабилитација во одморлиштето на Министерството за внатрешни работи на Пониква се наоѓа првата група од 45 повредени лица од пожарот во клубот Пулс. Со нив работат лекари специјалисти од клиниката за пластична хирургија од Скопје, како и физиотерапевти од Кочани и Штип, кои им овозможуваат соодветна медицинска нега и физиотерапевтска терапија. Мислам дека им годи престојот тука, затоа што за разлика од тие критики што ги имавме дека ќе има многу комарци и дека ќе биде жешко, не е жешко, значи носат долги ракави, заштитени се, немаме комарци, ги користиме активно игралиштата, значи после зајдување на сонцето. Така да поголем дел од нив веќе и се вратија на нивните рутини од однос на спортските активности кои што претходно ги имале. Дополнително, значи, денес ни дојде колега од клиника за пластична хирургија кој што ќе биде исто така тука. Вчера беше физијатар од клиничка болница Штип, значи сите пациенти се внесени во системот на мој термин, сите повредени, значи дека им се одвива рехабилитацијата, дека се вклучени во однос на проектот Пониква, значи дека се вклучени во рехабилитацијата тука. На одделот за хирургија во болницата во Кочани веќе се обезбедени услови за PRP терапија на повредените, според списокот што е добиен од клиниката за пластична хирургија. Ќе се одвива во болницата во Кочани во петок. Ќе бидат ќе се направи, ќе се изведи во соработка со специјалисти по пластична хирургија од Универзитетската клиника Свети Наум Охридски во однос на физикалната терапија која што се одвива во Кочанската болница. Можам да кажам дека активно се обавува. Оваа недела во втора смена ќе обуват физикалната терапија, веќе се распределени кај физиотерапевтите од ГОП 8 септември и клиничка болница Штип, така да ќе се одвива во просториите кои што се адаптирани на одделението за хирургија. Значи на Пониква се 45 вкупно повредени, додека пак во болницата во Кочани моментално 16 ќе обувуваат физикална терапија. Дополнително добивме и дечиња што се вратија од Пирогов, од Софија, кои што ќе се вклучат во терапијата во болницата во Кочани, заради тоа што се уште имат некои активности во Пирогов, каде додека се враќаат таму, дека ќе обуват физикалната терапија во болницата во Кочани. Задоволни од условите на Пониква и од напредокот на здравствената состојба на повредените се и физиотерапевтите кои работат со нив. Пациентите напредуваат солидно, добро напредуваат, имаме напредок. Првичните што беа во Кочанската болница во првиот момент беа тешки, али со текот на времето полека си ги добиват движењата, враќат се и кондиционно се враќат. Значи нивната здравствена состојба се подобрува. Со качувањето на Пониква имаме поголем обем, поголеми можности за рехабилитација, затоа што може тука да користиме и овие справите што се тука, значи полигоните навечер само, не преку сонце, преку дента работиме доле во салата, имаме идеални услови, првично сите пациенти се измасират, извежбат се и потоа одаме на групни вежби во салата. Добивме донација со сите видови на справи, се што користевме на хирургија и на физикална, и имавме неотворени, неотпакувани справи што ги донесовме сега тука и сега работиме со нив. Доволно сме опремени, има се, дури и масата е качена тука, што имавме маса со реквизити и таа е тука и децата се обезбедени со се. 16 пациенти се останати во Кочани, тоа се пациенти што треба да бидат преврзувани секој ден, и за да не се симнуват и качуват од Пониква, за тоа се останати долу, меѓутоа можда во иднина во втората група ќе бидат качени и тие. Во втората група повредени кои ќе престојуваат на Пониква, освен оние на кои им е потребна физикална терапија, ќе бидат вклучени и лица со респираторна патологија на кои веќе им завршило лекувањето. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.